Я работи у Македонија 5 години, 5 месеца ми пишале. Од тамо војска ојде. Кога дојде од војска, јас се прима у Фортуна на работа. Там работи 20 години, не, поправо извинете, 15 години. Сега, кога падна земјата врз мене, кога ми затрупа земја на работно место, од тога и више ја не може да работам више, несуваме у болница. Доктори ми дале документи неспособен до живот. Кога падна таа земја на мене, врз мене не ми платија ништо, ни оштета. Още 5 години ми прекинале од Фортуна. Имам стаж пишаваме само 10 години. 20 години чекам, навака натака ми мавате, што падна земјата врз мене, не лечим се удари човек на работно место, треба да му дадат инвалидска пензија, ако не друга. Случајот со Шакир е идентичен со уште најмалку 500 други во источниот регион. Сите тие или го немаат минимално потребниот стаж од 15 години за стекнување право на пензија, или фирмите не им плаќале во пензискиот фонд. Течајниот закон беше дециден. Треба да има 15 години удржана фирма. Или не една фирма, него удржано у други фирми кои се под државна собственост. Меѓутоа има такви луѓе кои се, ке напоменам и винарската визба, ке работиле се, меѓутоа не е платен стажо, имат испод 15 години. Не е само визба, да има и другите фирми. Тие што не ги исполнуваат условите, околу 5-60. Ова е нивната веројатно последна шанса во животот да стекнат каква таква социјална сигурност за живот, бидејќи се работи за лица кои се постари од 65 години. Овој закон кој што испаѓа, добро ќе биде. И за мене, и за сите луѓе, разбираш ли, кои су стари, кои не може да работи више. Барек имам нешто за јадење, вака немам ништо за јадење, немам ништо од каде да живеам. Еве ги документи, имам ги тука се, колку сум работил, имам ги документи, сакам да ги поднесам да видам што ќе ми речат сега. Според анализите, вкупно тие во државата се околу 6.000 и месечно треба да добиваат по 6.000 денари. Законот веќе е во собраниска процедура и се очекува да биде донесен до крајот на јуни.